И оваа година Тетово ја започна со загаден воздух. Речиси секојдневно имало надминување на граничните вредности на штетните честички со големина од 10 микрограми. Лани пак 108 дена граѓаните дишеле загаден воздух, а според здравствените стандарди не треба да има повеќе од 35. Амбулантите веќе подолг период се преполни со пациенти, од кои 1/3 се жалат на симптоми поврзани со аерозагадувањето. Имаше поголем број на пациенти кои посетуваа амбулантите, поготово за ваквите климатски промени кои се жалеа на кашлица, на кивање, бидејќи самиот воздух беше со многу PM10 честички и други елементи кои го загадуваат воздухот, и тоа нормално дека ние преку респираторниот систем ги дишеме тие во внатрешните органи, така да има вакви симптоми пациентите и со грип, сезонскиот грип, и се до тоа кога ќе се комбинира и со самата загаденост на воздухот, нормално дека влијаеше. Имавме зголемен број на пациентите кои и посетуваа нашите амбуланти. Во градот, кој со години е на листата на најзагадени, инспекцијата не утврдила емисии на индустриските капацитети над дозволените граници, иако биле контролирани 72 објекти, а биле затекнати индивидуални лица кои горат отпад, информираат од општината. Општина Тетово континуирано презема активности во насока на подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Согласно годишниот план извршени се редовни и вонредни контроли на индустријски капацитети. Во таа насока контролирани се 21 субјект кои вршат дејност пекари, потоа 26 субјекти кои се занимаваат со производство на мебел и производство на ПВЦ, алуминиумски врати и прозорци. Исто така контролирани се и 25 субјекти, односно автосервиси, механичарски работилници и вулканизери. По сите овие извршени контроли, согласно добиените извештаи, констатирано е дека емисиите се во рамки на дозволените гранични вредности. Исто така, направен е инспекцијски надзор на критични места во делот од градот, особено покрај кеот на реката Пена, каде што се спалува разновиден отпад. Констатирани се спалувачите, фотографирани и соодветно со соодветни барања нели доставени до СВР Тетово за понатамошна постапка. Ние како општина апелираме до граѓаните да ги почитуваат и да се придржуваат до мерките и препораките, со што би дали и свој личен придонес во подобрување на квалитетот на воздухот во нашиот град. Од општина Тетово поради нарушениот квалитет на амбиенталниот воздух излегоа со препораки до граѓаните, но и до правните лица. Да внимаваат на начинот на затоплување, да не користат автомобили без поголема потреба и да го користат јавниот превоз. Апелираат до стопанствениците своите технолошки процеси да ги вршат со крајна предпазливост и да одбегнуваат се што не е нужно, а може да влијае на квалитетот на воздухот во градот и слично.